Во периодот од 2 до 8 февруари системот Безбеден град регистрирал вкупно 4991 сообраќаен прекршок на подрачјата каде се поставени камери, соопшти Министерството за внатрешни работи. Најмногу прекршоци се за брзо возење 4674, потоа за минување на црвено светло 163 и за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола 154. Од вкупно изречените 288 мерки забрана за управување со возило, 163 се за минување на црвено светло, а 125 за брзо возење. Во рамки на дозволеното одстапување од брзината, системот толерирал 22.434 возила. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и да придонесат за посигурни и побезбедни патишта. На судењето против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев денеска беше сослушан словеничкиот вештак Маја Равник, која го изработила медицинското вештачење на 51 пациентска документација. Васев заедно со двајца онколози е обвинет за несовесно лекување пациенти. Равник посочи дека пациентите честопати биле лекувани без протоколи и редовни терапии. Од 51 разгледана документација, само во една постоел запис за мултидисциплинарен конзилиум, што е златен стандард во документација за анамнеза, клинички прегледи и редовни контроли, што е зголемува опасноста за пациентите. Обвинението наведува дека кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии со одстапување во дозирањето и без соодветна процена на здравствената состојба. Одбраната доставила вешт наод што најавува студивни експертизи во делот на медицинските стандарди. Следните рочишта за сослушување на вештаците од Словенија се закажани во текот на седмицата. Подоцна ќе бидат сослушани и вештаци од Србија. Во предметот веќе има еден онколог што призна вина и доби условна казна. Од ноќеска на полноќ се менуваат цените на мазутот, објави Регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката на регулаторна, малопродажните цени на нафтените деривати остануваат речиси непроменети, освен мазутот кој сега ќе чини 33,65 денари за килограм. Максималните цени на останатите горива се на бензинот Евросупер БС 95 72 денари за литар, на Евросупер БС 98 74 денари за литар. Литар дизел, евродизел 68 денари и маслото за горење 67 денари за литар. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека намалувањето на цените на нафтените деривати е во просек 0,14% во однос на претходната одлука од 2 февруари. Спасувачките екипи во Триполи, Либан, завршија операции за пребарување и спасување на жртвите по уривањето на 2 соседни згради, при што бројот на жртви се искачи на 15. Шефот на службата за цивилна заштита Имад Крајс соопшти дека се спасени 8 лица кои биле затрупани под урнатините во населбата Бапал Табане. Сепак се уште не е познат точниот број на лица што би можеле да останат заробени. Предходно беше наведено дека во зградите имало 22 жители. Општинскиот совет на Триполи засега не може да прецизира колку луѓе се уште можеби се под урнатините. Службите продолжуваат со проценка на состојбата додека локалните власти апелираат на внимание и трпение, додека траат спасувачките операции. Умерениот социјалист Антонио Хозе Сегуро освои 5-годишен мандат како председател на Португалија, победувајќи го крајно десничарскиот антистаблишментски ривал Андре Вентура во вториот круг од изборите. Со преброени 95% од гласовите, Сегуро доби 66%, додека Вентура останува на 34%. Сегуро станува првиот социјалистички председател на држава во последните 20 години, наследувајќи го конзервативниот Марсело Ребело де Соуза. Победникот изјави дека изборниот резултат ја покажува посветеноста на португалскиот народ на слободата, демократијата и иднината на земјата. Иако поразен, 43-годишниот Вентура доби поголема подршка од минатогодишните избори, што го покажува растечкото влијание на крајната десница во Португалија.